Во Добреци, Банско, но и казнено-поправниот дом во Струмица беше организирана акција за мерење на шеќер во крвта, но и крвниот притисок по повод светскиот ден на диабетисот. Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Струмица во соработка со Општа болница и Здравен дом и организира акцијата, се со цел подигање на свеста кај населението за рана дијагностика и превенција од болеста, која зема се поголем замав кај различна возрастна популација во земјава. Оваа акција е со цел да се подигне свеста и да се укаже на населението за можните фактори кои што можат да придонесат за појава на дијабетот како болест и превенција од истиот, се со цел дијабетот да не премине во фазата во која што понатаму треба да се лечи и да се третира. Денеска имаме одзив на населението, се наоѓаме во населеното место Добрејци. Луѓето се заинтересирани да го измерат нивото на шеќер во крвта и доколку се утврди дека кај одредени луѓе има зголемено ниво на шеќер, истите ќе бидат упатени на понатамошно дијагностицирање и третирање на истиот. Во текот на денешниот ден анализа и проверка на шеќер во крвта беше направена и на 80 лица кои во моментов ја одлежуваат својата казна затвор во Струмица. Имајќи во предвид дека станува збор за посебна категорија на луѓе и начинот на нивниот живот, од друга страна дека голем број од осудени лица се и зависници, оваа акција позитивно прифатена и од страна на менеджментот и од страна на осудените лица и се надевам дека нема да имаме голем број на луѓе кај кои што ќе се диагностицира покачен шеќер во крв. Се проценува дека бројот на возрастни лица со дијабетис во Македонија изнесува околу 185.000 и односно 12% од целата популација. Еден од главните фактори за пандемија на дијабетисот тип 2 е прекумерната телесна тежина и се смета дека од 80 до 90% од лицата со дијабетис тип 2 се со прекумерна телесна тежина.